Кривичниот суд доцна синоќ им одредил по 30 дена притвор за синот и таткото осомничени за убиство на пратеникот Зијадин Села, кои се однесени во истражен затвор. Основното јавно обвинителство вчера ја преиначи одлуката за Кире Георгиевски, неговиот татко, наместо за учество во толпа, како што се довараа претходно, ќе одговараат за кривично дело убиство во обид. Секторот за внатрешна контрола во МВР вчера суспендираше 6 полицајци инволвирани во насилните протести во собранието. Според информациите на Нова, за 5 од нив е утврдено дека не интервенирале кога неколкумина пратеници од ВМРО ДПМН ја отвориле главната врата на парламентот за демонстрантите и тие влегоа внатре. Сите 5 се вработени во секторот за обезбедување познат како 6-та управа. Кривичниот суд потврди дека на бизнисменот Сеат Кочан, првоосомничен во случајот труст на специјалното јавно обвинителство, привремено му се замрзнати сметките. На барање на СЈО судот донел 2 решенија. Едното е привремено одземање на имотот, а второто е привремена забрана за вршење на финансиски трансакции за компанијата Трансмед.